Изградбата на голем број технолошко-индустријски развојни зони низ целата држава е дел од владината политика за економски развој и веруваме дека во иднина своето место ќе најдат голем број инвеститори домашни и странски во сите овие зони. Сегашниот опфат на зоната, опфат 1, ќе го сочинуваат 9 градежни парцели, од кои 7 се наменети за производствени и услужни дејности. Во изградбата на зоната во Кичево ќе се применуваат современи стандарди за внатрешна патна мрежа, водоводна и канализацијска инфраструктура и телекомуникации. Ќе се почитуваат еколошките стандарди, безбедностите и другите задолжителни стандарди за функционирање на зоната. Почитуван председател на владата на Република Македонија, господин Никола Груевски. Почитуван подпредседател на владата на Република Македонија, господин Владимир Пешевски. Почитуван директор на Дирекцијата за слободни економски зони, господин Виктор Мизов. Почитуван пратеник Илија Китановски, почитувани градоначалници на општините Зајас и Другово, почитувани представници на медиумите, почитувани директори, началници и раководители на подрачните единици на оделенијата во Кичево, дами и господа, почитувани представници на медиумите. Отворањето на слободната економска зона во Кичево, во районот на Другово и Кичево е круна на досегашното работење на владата на Република Македонија за општината Кичево и општината Кичево заедно, затоа што со тоа ги довршуваме сите оние работи што ги ветивме во своите програми за работа во овој период и мислам дека во наредниот период, заедно со економскиот тим на владата на Република Македонија, ќе ги донесеме првите инвеститори во оваа слободна економска зона и од поле што сега го гледате ќе никне уште една слободна економска зона, како што имаме економската зона Иван Идол 2 во Кичево, каде што веќе се градат 22 објекти. Но, да кажам уште неколку работи што владата ги сработи за овие 3,5 години во Кичево. Владата на Република Македонија во Кичево вложи околу 5 милиони евра и изгради 2 основни училишта, 4 факултети, спортска сала, фудбалско игралиште, 3 локални патишта, водоводи и канализација, реконструкција на касарната, реконструкција на Домот на културата и музеот, и сето тоа е над 5 милиони евра. Но што сработи општината, ќе ви кажам само со бројки, затоа што бројките повеќе кажуваат од зборовите. Општина Кичево со сопствени вложувања ги сработи овие работи. Во 2009 година, иако бевме блокирани, вложивме околу 662.000 евра за изградба на инфраструктура. Во 2010 година 827.000 евра. 2011 година 1.215.000 евра. Во 2012 година до крајот на годината ќе бидат вложени 2.274.000 евра, а за експроприација и камати во овој период сме исплатиле над 510.000 евра. Изградени се 117 улици, 12 км фекална и атмосферска канализација, 9 км водоводни линии реконструирани и нови, изградени се тротоари, улично осветлување, паркинзи, спортски игралишта, исчистена е реката Темница. Или над 27 км улици и патишта со асфалт и над 45.000 метри квадратни улици, тротоари и паркинзи со бехатон плочки. Ова се бројките до сега, продолжуваме понатаму. Ви благодарам. Денеска е убаво да си овде во Кичево, но овој јас би рекол значаен ден, особено за овој дел од државата. Може би за некого оваа моја констатација е нереална и преоптимистичка, но јас верувам дека со оглед на големите перспективи што ги нуди овој регион и оваа технолошко-индустријска развојна зона, ги отвара за развој на овој крај и незиниот придонес за општиот економски раст на Република Македонија. Откако ваквиот пристап на привлекување на инвестиции полека но сигурно се покажува како успешен концепт, продолжуваме понатаму.
Продолжуваме со основање на нова технолошко-индустријска развојна зона и во Кичево, каде исто така очекуваме позитивен одзив од страна на компаниите. Но што значи оваа нова технолошко-индустријска развојна зона за Кичево и општо за регионот тука? Сигурно дека значи генерално развижување на локалната економија, отварање на нови работни места, како и трансфер на нови знаења и технологии. Тоа за Кичево и целиот овој регион овде ќе значи подигнување на квалитетот на живот. А за младите тоа ќе биде шанса да ја градат својата иднина во овој роден крај. И сигурно дека не мора да бара друга алтернатива надвор од државата. Индиректно тоа ќе значи... Многу пати сме напоменале дека развојот на економијата, зголемувањето на вработеноста, како составен дел од тоа и привлекувањето на странските директни инвестиции се еден од приоритетите на владата на кој што континуирано работиме. Денешниот настан е доказ за тоа, но е доказ и на нешто друго, односно на пристапот кој што го има владата да развојот кој што го генерираме или се обидуваме да го генерираме да биде што поравномерен и сите региони во државата. Во таа насока отворањето на ваква една технолошка индустријска зона е дел од сите овие напори. Кога говориме за зоната во Кичево, значи ефектите би требало она што го очекуваме да се слични како и во зоната која што е во момент најактивна, тоа е зоната во Бунарџик, а тоа е поттикнување на локалниот економски развој, трансферот на технологии и вештини на работната сила, зголемување на конкурентноста на локалните компании, зголемување на извозот и на вработеноста. На владата на Република Македонија господин Никола Груевски да се обрати пред присутните. Поведете. Благодарам, почитуван господин Гитановски, пратеник во парламентот на Република Македонија, почитуван заменик председател на владата господин Пешевски, почитуван министер за економија господин Сарачини, почитувани членови на владата господин Самак, господин Билпавлевски, почитуван директор на дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони господин Мизон, почитуван градоначалник на Кичево господин Деспотовски, градоначалник на општина Другово господине Миковски, драги кичевчани, почитувани присутни. Добрите економски политики и мерки на владата на Република Македонија, добрата бизнис клима во државата што се создава во сите изминати години и добрата презентација на инвестиционите можности на Република Македонија во сиот изминат период побудија сериозен интерес кај многу странски инвеститори. Дел од нив веќе работат во нашата држава. Дел од нив моментално ги градат своите фабрики, а дел од нив се во фаза на интерес и на планирање на своји инвестиции. Еден од сегментите кои во голема мерка го помагаат процесот за презентацијата и привлекувањето на странските инвестиции се и токму овие технолошко-индустријски развојни зони кои се изградија или пак планирано е да се градат во Република Македонија. Досега, како што знаете, вакви зони се изградени и веќе функционираат во околината на Скопје и Штип. Планирано е да се градат во Тетово, Ранковце, Струга, Прилеп, Гевгелија и тука во Кичево. А наскоро ќе се основаат и технолошко-индустријски развојни зони во Струница и во Радовиш. Со тоа се покриваат многу делови и подрачја на нашата држава, кои се во релативна близина на големите градови на државата, како и во релативна близина на најблиските аеродроми, пристаништа, патишта и железнички пруги. Со изградбата на овие зони, во голема мерка ќе се зголемат и дисперзираат можностите кои како држава ги нудиме на странските инвеститори. А воедно ќе се зголемат можностите да се изградат фабрики во што е можно повеќе краеви на нашата земја. Денес ми представува особено задоволство што присуствувам на камен темелникот и почетокот на изградба на новата технолошко-индустријска развојна зона во Кичево. Зоната во својата прва фаза ќе има плански офат од 13,5 хектари и ќе стартува со изградба на главната сообраќајница. Во понатамошниот период ќе следува и поврзување со основната водоводна, канализацијска и електрична мрежа, како и со сите останати инфраструктурни потреби на инвеститорите. Почитувани присутни,
Со изградбата и адекватното инфраструктурно опремување на оваа зона, како и со условите кои истата ќе ги нуди, западниот дел на Република Македонија ќе добие простор кој верувам ќе привлече голем број на заинтересирани инвеститори, кои што ќе отвораат нови работни места. Со самиот интерес ќе започна да се градат и првите фабрики, што се двигатели практично на отварањето на нови работни места во секоја држава, што е и наша основна цел. На крајот дозволете да честитам на сите подготвителни работи што досега беа направени од Дирекцијата за технолошки и индустријски развојни зони, затоа што овој денешен ден за да дојде беа потребни многу подготовки, повеќе од 9 месеци, можеби и година, подготовки од секаков аспект. Од аспект урбанистички, од аспект проекти, од аспект идејни, основни и сите проекти кои што се потребни. Вложени се големи напори за да денеска тука почна да работат овие багери, за да денеска почне да работи механизацијата, за да денеска почнат да работат работниците и да почнат да ја градат слободната економска зона или технолошко-индустријска развојна зона во Кичево. За таа работа, како што кажав, беа потребни многу напори и тие се завршија, така што сега влегуваме во финалето, кога почнува физичката изградба на оваа зона. Јас сум црсто убеден дека таа според планот ќе заврши и ќе се финализира и на ова место во иднина ќе се градат фабрики и ќе се вработуваат луѓе. Кичево и околината од ова место ќе види голема полза, затоа што многу граѓани во иднина кога ова инфраструктура за нова зона ќе биде изградена и во неја ќе почнат странски инвеститори да вложуваат, ќе види голема полза, затоа што многу луѓе тука ќе си најдат својата заработувачка. Како што се повеќе луѓе ја наоѓаат својата заработувачка во слободната економска зона Бунаджик 1 и 2 во Скопје, каде што веќе неколку фабрики работат, Johnson Controls, Johnson Meti, Kenneth Electronics деновиве треба да почне со работа и повеќе други. Како што во Штип веќе се гради Johnson Controls, така ќе дојде и денот кога по завршувањето на градбата на инфраструктурата за оваа зона да може да функционира, за да може овде да функционираат и да се градат фабрики, ќе дојде време кога ќе почне да се градат и да се завршуваат фабрики, каде што ќе се вработуваат луѓе. Како што знаете, овие зони нудат посебни поволности. Поволности со кои што во првите 10 години се ослободени од плаќање на данок на добивка и се ослободени од плаќање на персонален данок на доход. Инвеститорите во овие зони исто така нема да плаќаат ниту царина, ниту ДДВ за сировините и репроматеријалите, за стоките кои што ќе ги увезуваат за да им бидат сировина на нивниот производ кои што ќе се извезува од Република Македонија. Тие ќе можат по символични услови да земат земјиште на лизинг до 99 години. Тие ќе имаат пристап до сите потребни инфраструктурни потреби, како што спомна, водоводи, патишта, канализации, струја и така натаму, така што ќе бидат посебно атрактивни со цел инвеститорите да бидат привлечени и токму Македонија и во Македонија Кичево да можат да го изберат како место каде што ќе ја направат својата следна инвестиција, а со тоа и ќе вработат голем број невработени луѓе. Оваа зона, со обзир дека и самото име покажува дека е технолошко-индустријска развојна зона и во неа и законски гледано се привлекуваат компании кои што се од технологиите, од повисоките и од секакви различни технологии на производство, ќе биде на некој начин и одличен партнер на факултетите кои што се наоѓаат во Кичево, кои што се отворени пред неколку години, каде што завршуваат студенти кои што во иднина можеби тука ќе доаѓаат на пракса преку нивните факултети, а можеби дел од нив и ќе се најдат својата екзистенција во ново место, кое што денеска не изгледа една обична појана, но за неколку години тоа ќе биде една завршена зона, а се надевам и започнати градби на фабрики во неа. Нека е Ирлија, нека е со среќа овој момент. И се надевам да се видиме и на пуштањето на оваа зона, но и на почетокот на градба на некои инвестиции. Нека е со среќа, нека е Ирлија. Поканувам со поставување камен темелник, свечено да го означиме почетокот на изградба на инфраструктурата на технолошко-индустријската развојна зона Кичево. Ви благодарам на